Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Започнуваме нашата дневна емисија Извор на надеж. Емисија која се емитува во вторник и во четврток. Еве денеска повторно заедно да се дружиме и да ги проследиме точките кои денеска ги приготвивме за вас. И денеска ќе имаме убави мисли од Библијата, ќе имаме молитвата Татко наш, потоа ќе имаме кратка духовна порака, која носи наслов Посинети со вера. На почетокот, еве, пред да ја слушнеме молитвата Татко наш, неколку мисли за надежта. Често се наоѓаме, можеби, во ситуации кога изгледа дека нема излез. Верувам дека сте дошле барем еднаш, ако не повеќе пати во животот, кога сте сватиле дека немате излез. Можеби вона што ни дава надеж и верба во Бога е сепак дека постои некоја врата. Иако можеби се затворено, сепак постои врата на надежта. Со Божја помош ќе пронајдеме решение или пак ќе пронајдеме нов пат. Затоа никогаш да не губиме надежта во нашиот живот. Како што велат, секоја темнина има свој крај. А надежта е светилник која осветлува нашата патека. Надежта ни дава подршка, би рекол. Често пати во животот, можеби пријателите ќе ни свртат грб, семејството, можеби црковната заедница ќе изгубиме доверба, но сепак надежта во Бога, почитувани гледачи, нека биде силен, моќен извор за сите нас. Преку надежта ние добиваме подршка да издржиме. Секако тука и молитвата, Бог работи во нашите животи само ако му се довериме целосно. Зато нека и овој ден кој е пред нас, можеби имате некој испит вие студентите, можеби вие пензионерите при крај сте на месецот и ја очекувате пензијата, можеби вие работниците не сте добили на време платата. Тешко е, животот е суморен и тежок, но сепак верате во Господа и надежта ни дава сила да ги пребродиме сите тие потешкоти низ кои минуваме во нашиот секојдневен физички живот. Одеме сега, почитувани гледачи, да ја слушнеме молитвата Татко наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Ki drži vetro ti doždot, vracete, ki drži vetro ti doždot, vracete, ki drži vetro ti doždot, vracete, ko drži Gospod sviot svet. Ki drži site lude, vracete, ki drži site lude, vracete, ki drži
Исус се јавува кај Тиверијадското море. Му поставува 3 прашања на Петра. Пророкувањето за Петра и за Јована. Крајот на книгата. Глава 21. Потоа пак им се јави Исус на учениците своји кај Тиверијадского море, а тоа се случи вака. Беа заедно Симон, Петар и Тома, кого го викаа Близнак, и Натанаил од Кана Галилејска, и Заведеевите синови и 2 други од учениците негови. Симон Петар им рече: "Ќе одам да ловам риба," му рекоа. "И ние ќе дојдеме со тебе." Тогаш излегоа и веднаш влегоа во кораб, но таа ноќ ништо не уловија. А кога се раздени, застана Исус на брегот, само учениците не го познаа дека Исус. Исус им рече: Деца, имате ли нешто за јадење? Му одговорија: "Не." А он им рече: Фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе најдете. И ја фрлија и не можеа веќе да ја извлечат од многу риби. Тогаш ученикот што го сакаше Исус му рече на Петра: "Господе." А Симон Петар, штом чу дека е Господ, си ја препаша облеката оти беше необлечен и се фрли во морето. А другите ученици, влечејќи ја мрежата со риба, дојдоа со коработ и не беа далеку од брегот, но само околу 200 лакти. Кога пак излегоа на земјата, видоа накладен оган и на него ставена риба и леб. Исус им рече: Донесете од рибите што ги уловивте сега. А Симон Петар влезе и ја излече мрежата на земја полна со крупни риби, на број 153, и макар што беа толку многу, мрежата не се скина. Исус им рече: Дојдете, јадете. И никој не смееше да го праша: "Кој си ти?" Оти гледаа дека е Господ. Се приближи Исус, зеде леб и им даде исто така и риба. Ова беше веќе трет пат како им се јави Исус на учениците своји откако воскресна од мртвите. А кога завршија со јадењето, Исус му рече на Симона Петра: Симоне Јонин, ме љубиш ли повеќе од колку овие? Петар му рече: "Да, Господи, ти знаеш дека те сакам." Исус му рече: Паси ги јаганцата мои. Го праша пак повторно. Симоне Јонин, ме љубиш ли? Петар му кажа: "Да, Господи, ти знаеш дека те сакам." Исус му рече: Паси ги овците мои. И по трет пат му рече: Симоне Јонин, ме сакаш ли? Петар се нажали дека по трет пат го праша: "Ме сакаш ли?" И му рече: "Господи, ти се знаеш. Ти знаеш дека те сакам." Исус му рече: Паси ги овците мои. Вистина, вистина ти велам. Кога беше помлад, сам се опашуваше и одеше каде што сакаше. Кога ќе остариш, ќе ги рашириш рацете своји и друг ќе те опаше и поведе на каде што неќеш. А ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Петар Бога. И штом го кажа тоа, му рече: Оди по мене. А Петар кога се заврти виде дека по него оди оној кого го милуваше Исус и кој на вечерата се беше навалил на градите негови и рекол: "Господи, кој ќе те предаде?" Штом го виде Петар него, му рече на Исуса: "Господи, а овој пак зошто?" Исус му рече: Ако сакам тој да остане, дури дојдам, тебе што ти е? Ти врви по мене. И се пренесе овој збор меѓу браќата дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку: "Ако сакам тој да остане додека дојдам, тебе што ти е?" Тој е ученикот кој сведочи за овие настани и ги напиша. И знаеме дека сведоштвото негово е вистинско. А има и многу други работи што ги изврши Исус и кои ако би се напишале поред, ми се чини не би можеле да се сместат во целиот свет напишаните книги. Амин.
taj ti dolazi, taj iščekuje tvome pogledu. On se raduje, on će slavit kada dođe tvoj dan. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Ne silom niti snagom, treba mi duh tvoj svet, da položim život tebi na dar. Ti mi dolaziš i okrepljuješ narod pravedni, sebi podižeš da ti kliče kada dođe tvoj dan. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Nek odustane sve što krene protiv istine, tama ljudski obziri glasnije, od sveg srca kličem amen. Nek odustane sve što krene protiv istine, tama ljudski obziri glasnije, od sveg srca kličem amen. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Посинети со вера. Соломон бил трет и последен цар на обединетото Израелско царство. Владел во 10 век пред Христа. Неговиот татко, царот Давид, му го остапил престолот при крајот од својот живот. Своето 40-годишно владење Соломон го почнал како духовен водач на својот народ. Повеќе од се друго сакал мудрост за служба на Бога и на својот народ. Кога се родил, Соломон добил лично име Једидија,
што значило мил на Господа. Но Соломон не му станал мил на Господа со раѓањето, туку со преродувањето почитување. Апостол Павле рекол: не чедата на телото се чеда Божи. Римјаните 9:8. Соломоновиот стремеж кон мудрост бил израз на неговата длабока вера во Бога и знак на неговото преродување. Правото Бога да го нарече свој татко човекот го стекнува со преродување. Исус ги учил своите ученици да се молат: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Матеј 6:9. Но ова не смеме погрешно да го сватиме. Дури ни на Соломон, иако бил царски син, неговото физичко раѓање не му давало право да влезе во Божето семејство. Да се вика Бог татко на сите луѓе без исклучок значи да се вика со погрешно име. Само со преродувањето човекот воспоставува синовски однос со Бога. Така и Соломон можел да биде посинет само со преродувањето. Сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи, оти вие не примивте дух на робство, за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого велиме Ава Оче. Римјаните 8:14 и 15. При стапувањето на престолот, младиот Соломон покажал дека јасно ја сваќа разликата меѓу своето телесно и духовно раѓање. Тој разбрал дека мора да се прероди за да може Бога да го нарече татко. Дури откако се преобразил, Соломон можел да ја добие и мудроста што ја барал. Затоа со своите илјадници, стотици судии и на сите израелски кнезови на главата на семејствата и со сиот народ отиде во Гавон за да принесе жртва, зашто таму беше главниот жртвеник. Прва Царевите 3:4. Неговата молитва за мудрост што ја изговорил била желба за преродба. Вистинското познавање на Светото писмо води кон вистинско запознавање на Бога и на неговата љубов кон нас. Во Стариот и Новиот Завет Бог се покажува како наш небесен Отец. Овој символички израз зборува за Бога како за личност која ги љуби своите деца. Својата љубов кон Соломона Бог ја покажал со една великодушна понуда. Еве што вели Библијата. Во Гавон Господ му се јави на Соломона ноќе во сон и му рече: барај што сакаш да ти дадам. Прва Царевите 3:5. Јазикот с кој зборувал Соломон додека се молел пред стариот олтар во Гавон ја откривал сета негова понизност и неговата голема желба да го прослави Бога. Чувството на безпомошност и голема потреба од мудрост и разум го гонело да побара од Бога вдахновено расудување и разум. Во срцето на Соломона немало себична желба за знаење, за да се истакне пред другите. Тој никогаш не бил толку богат, мудар и голем како тогаш кога признал во молитвата. Но јас сум уште сосема млад, да уште не знам да владеам. Прва Царевите 3:7. Иако се родил во царско семејство и бил грижливо одгледуван и воспитуван, Соломон признал дека само послушноста и верноста кон Бога го прават човекот Божје дете. Давидовиот син посакал да стане Божи син. Тој знаел дека само внатрешната преобразба, што нарекуваме преродување, може да му донесе чест да се нарече Божи син. За таа најголема чест апостол Јован рекол: гледајте каква љубов ни дал Отецот да бидеме наречени чеда Божи, а тоа и сме. Прва Јованова 3 глава 1 стих. Соломон му бил мил на Господа, не поради своето високо потекло, туку поради својата понизност. Во Библијата е запишан Божјиот одговор на Соломоновата молба. Еве што пишува. На Господа му беше мило дека Соломон молеше за тоа. Зато Господ му рече: зашто го бараше тоа, а не посака ни дол живот, ни богатство, ниту смрт за своите непријатели, туку проникливост во пресудувањето на правдата. Еве ќе направам според твоите зборови. Ти давам мудро и разумно срце, какво што немало никој пред тебе, нито ќе го има некој под тебе. Но ти давам и што не бараше, богатство и слава, каква што нема никој меѓу
царевите. И ако одиш по моите патишта, и ако ги пазиш моите закони и заповеди, како што правеше твојот татко Давид, ќе ги умножам твоите денови. Прва царевите, 3 глава од 10 до 14. На це Соломон барал да биде наново создаден, преобразен и готов за служба на Бог и на својот народ. Неговата сесредна молба била примена. Извештајот кажува: Господ му даде на Соломона мудрост и исклучителна разумност и срце широко како песок над морскиот брег. Соломоновата мудрост беше поголема од мудроста на сите Израелеви синови и од сета мудрост на Египет. Беше помудер од сите луѓе, од Етан изразит до Еман, од Хелкол и од Дарда, синовите Меолови. Името му се расчу меѓу сите народи наоколу. Доаѓа од сите народи за да го чујат Соломоновата мудрост, од сите земски цареви кои што го чуе гласот за неговата мудрост. Почитувани, уште една Соломонова молитва зборува за неговата желба да биде близу до Бога. При посетувањето на големиот храм во Иерусалим, кој подоцна е наречен со негово име, Соломон се молел благословајќи го Господа. Еве како се молел: Господ, нашиот Бог, нека биде со нас, како што беше со нашите татковци, и нека не напушта и отфрла. Нека ги приклони нашите срца кон себе, за да одиме по сите негови патишти, за да ги пазиме неговите заповеди, закони и одредби, што им ги даде на нашите татковци. Овие мои зборови што ги изнесов скромно пред Господа, да бидат постојано дење и ноќе присутни пред Господа, нашиот Бог, за да би им правил ден по ден правда на својот слуга и справедливост на својот народ Израел, за да познаат така сите народи на земјата дека Господ е единствен Бог и дека нема друг Бог. Соломон доживел Бог да го посини, но Бога можел да го вика татко само до тогаш додека неговото срце не се возгродеало и отцепило од него. Библијата кажува за Соломона: но тој не го исполни тоа што му го беше заповедал Бог. Прва царевите 11:10. Животот на Соломона е голема поука за нас, затоа што ти него зачува мојот завет и моите наредби, што ти ги бев заповедал, ќе го одземам царството од тебе и ќе го дадам на твојот слуга. Драги пријатели, ако преродувањето не продолжува со секојдневно посветување, тоа престанува да постои, како и брачниот договор што престанува да важи со неверството. Божето татковство е условно со нашата верност кон него, зашто Божи синови се оние што ги води Божиот дух. Бог нека биде наш татко, а ние негови синови и ќерки. Светиот дух, сила, вода и
Еве полека доаѓаме до крајот, почитувани гледачи. Пред да се одјавиме, би сакал и денеска да ви ја понудам дописната библиска школа, бесплатна, значи библијата.зборува.мк. Одете на вашите компјутери, одете во Google, отворите, напишете го ова име, библијата.зборува.мк и ќе ви се отворит прекрасни курсеви, може да бирате, бесплатни се, проучувате, значи по дописен пат, не одете во пошта да праќате лекции, туку преку интернет тоа го средувате. На крај добивате една убава диплома. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Пред да се одјавиме, почитувани гледачи, еве, би сакал и денеска да ви ја понудам Библијата, односно Светото писмо, книга над книгите. Имаме и за деца Библии, во наредните емисии ќе ви ја покажеме, значи имаме за млади, имаме и Нови Завет, само Нови Завет може да добиете, но ова е комплетна, значи Стари и Нови Завет. Испраќаме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат. Еве, драги пријатели, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Емисијата може да најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Ви посакувам убав и благословен ден, ви закажувам нова средба во наредната емисија, а до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.